Првиот гостин веќе е во нашето студио. Мојата колешка Оливера си го причека гостинот. Денис Пасовски, дипломиран медицински техничар, специјалист по интензивна нега. Ајде третмани ке зборуваме за обликување на тело и долготрајна епилација. Она што ги интересира многу жените, арно, ама и мажите во последно време. Така ли е? Денис, добре ни дојде и добро утро. Добро утро, добро венедо. Гледам дека си вака млад по години, па како утрото за тебе започнува? Супер, немам проблем, јас со станување рано, да, ја од мали нозе сум научен да станувам рано, така да нема проблем. Одлично. Започнувам денот со кафенце и после тоа одам без проблем со работа. Така, кажавме дека сме тука некаде околу центарот, во Дебар Мало. Да. Ке зборувате токму на оваа тема, за која што кажав дека Оливера многу ќе биде интересна. Денес уште само нешто, Оливера, јас ке прашам, нели, како домакини. Дали сакаш да ти подготвиме нешто за добре дојде? Кафенце, чајче нудиме од нашата мини кујна? Може едно кафенце. Може, со задоволство. Сега имаме македонско наше и еспресо нешто. Што би сакал? Македонско наше. Македонско наше, со шекер или без? Без. Да. Сега за годините, се уште само да прашам, да не случајно заборавиш, Оливера. Без разлика, нели, на колку години имаме и на која возраст сме, можеме да си го обликуваме телото, кај тебе? Не, само кај малолетните лица не го практикувам, инаку на после 17-та година може секој. Тоа ми беше зборот. Да. Можеме без разлика колку. Без проблем може. Ете така. До крај таму. Да, нема после старосна граница, може секој да. Ајде сега да слушнеме, Оливерче, за што точно станува збор. Па, навистина, посебно кај нас жените, а веќе во поново време и кај мажите, самодовербата расте со тоа колку поубаво и поатрактивно изгледаме. Да. Затоа, мислам дека важиме како нација која што внимава како изгледа. Па може да кажеме да. Сега малце последниве години малце поактуелно акцентот се дава на обликување на тело за одржување на не дека претходно не оде на одржување, меѓутоа сега малце има повеќе отворени салони, повеќе занимаваат луѓе со козметиката, со овие третмани. Така да и гледам кај луѓе во многу поголем интерес има јавено во тој област. И се уште важи кај нас, може да кажам дека важи кај машката популација дека имаат проблеми и се срама да одат на третмани. Има многу што имаат дојдено и кога виделе дека нормално е се тоа што го правиме и дека нормални се третманите има резултати, па не било ништо срамно. Нема ништо срамно, мислам, нормално е секој да си дојде на масажа или некој третман за убавина. Тело си е тело, без оглед дали е машко или женско, секој си заслужува нели минути на нега за да се разубаве. Иако жените важат за поубав пол, сепак и мажите треба да бидат негувани. Не дека не треба да одат на одржување, мислам се тоа е нормално за не само за подобар изглед, туку и здравствено е многу подобро за некој третман да ги направат. Се тоа е супер. Кафенцето е подготвено денес. За епилацијата е многу важно стручно лице да ја прави. Епилација? Да. И пајде да започнеме од епилацијата. Дали имаш таков третман никогаш правена? Јас никогаш немам епилација. Да, меѓутоа треба да се дадеш во вистинските раце, затоа јас го споменав тоа, нели, денес. Нешто малку така ситно, меѓутоа многу е навистина важно стручно лице тоа да го прави, затоа што има и постојат козметички салони кои нудат такви услуги, меѓутоа многу предпазливо треба, затоа што знам и од останатите кои што се изгореле, вака да кажам, под наводници и завршиле на брза Денис помош. е лиценциран козметичар за нега на тело и лице, така? Јас го прочитав, нели, дипломиран медицински техничар, специјалист. Има завршено и медицински факултет, така да вистинските раце се тие што треба. Така, да си одиме кај вистинските раце со без страф. Да. Многу е важен моментот за кој ќе го прави третманот и со каков ласер се работи, на колку време се прави. Се тоа си има одредени граници што може да, тоест не може, туку треба да се запазуваат и да се внимава како се работи. Не дека немам клиенти дојдено со како да кажам, повреди на некој начин, со изгореници, со флеки од претходно што имат правено некои третмани. Сега не сакам да звучам конкурентски спрема другиве, меѓутоа треба да се внимава со што и како се работи. Може да погледнеме инсерти. Ада Бјути салонот е во Дебар Мало, во Скопје. Да. Во Дебар Мало се наоѓаме. Новоотворен салон со нова технологија, со нови апарати. Така да опфаќаме
третмани за лице, за тело, имаме повеќе наменски апаратури, ласери. Со каков апарат ја правите епилацијата на телото? Епилацијата работиме со генерација 2025 на новата верзија на алфа ласери. Произведувани се во Србија, тоа е 4D1 со 4 бранови должини ласерот. Айс ласери, тоа е безболен ласер, работи на минус 21 степен температура, што го неутрализира зракот што поминува во телото да го изгори фоликулот на влакното. Се работи со ехогел за заштита на кожава и на плодноста на брановите, кој што кажав. Медицински испита нема никакви зрачења и контраиндикации на што би направиле проблем во организмот на телото. Така, епилацијата ја правите буквално на секој дел од телото, пазуви, нозе, раце, лице. Да, така? Комплетно може да се прави на цело тело, само не може баш на некои си делови како што се носот и ушите, дека има многу клиенти што го бараат тоа, меѓутоа ласерот, самата сонда е поголема, па не може да се направи само тоа. На носот или во носот? Во носот и на ушите. Заради тоа бараат? Да, поради тоа дека има барано за тоа, инаку вака целокупно цело тело, со лице, врат, нозе, интима, буквално секој дел се прави од телото. Колку третмани треба да се направат за да се видат првичните резултати на она опаѓање на влакната и нерастење на нови? Сега тука имаме малце деликатно прашање, бидејќи самиот процес на епилација зависно се од организмот на човекот, меѓутоа за жените се потребни околу 6 третмани, за мажите 8 третмани, бидејќи подебело влакното, кај пределот, кај брадава, пазуви, дека се бричи местово, самото влакно за јакното. Затоа се потребни плюс 2 третмани. Меѓутоа, првиот третман се познава голема разлика од предтретманот. Тука доаѓа до губење на влакната, до изречување. Не, ова е ласерска рејувенација. Со истиот ласер, меѓутоа ова е друг програм за подмладување, стимулирање на колагенот, што го гледаме моментално. Тука доаѓа со исто минус 20 степен сондава, замрзната сонда и го стимулираме самиот колаген, производството на колагенот за хиперпигментација облажува, фините брчки, фините пори линии, се извинувам, ги неутрализира ги измазнува и ги затвара порите, да. Ова е за нас Слободанка. Да, одлично. Да. Ова е предпоставувам нешто за слабење? Да, третман за мускулна стимулација, ова Tesla Body Former за формување на телото. Колку третмани се потребни за да се дојде до посекувањето? И за зависно секако индивидуално, меѓутоа еве вака од прилика, да кажем. Зборуваме за епилација или за овие третманите сега што ги гледаме? Тоа зависност од организмот, да, и колку ќе го практикуваат она што им го кажам како совет за исхрана, за внесување течности за движење. Потребно е сепак пазење да не биде прекомерно внесување на газирано, на благо, на масна храна, тешка храна, брза храна, се тоа допринесува до успорување на метаболизмот и задржување на масните наслаги. Сега процесот на самото третирање со апаративе за слабење оди со изфрлање, топење на масните наслаги, изфрлање токсините преку мокрачава, за да се постигне некои баланси. Да. Значи треба многу течности да се пие додека се прават тие третмани и да се поти организмот, бидејќи преку потта се изфрлаат тие масни наслаги. Јас обично кажувам на сите клиенти, тоест не обично него на сите им кажувам, им давам список за што да внимаваат при внесна исхрана и колку да пијат течности. При последниот третман ултразвучна кавитација им кажувам да пијат минимум литр и пол. После третманот, после велашип што за топење целулит и лимфна дренажа им кажувам 2 литри течности да пијат. Кога зборам за течности мислам на без шеќер, негазирано, на вода, чајче, такви течности. Растителни чаеви без шеќер. Да. И никако газирано и благо. Благото е главен виновник што многу клиенти доаѓаат и имат проблем со исфрлање на благото, меѓутоа мора да се пази за да се постигне резултатот. Колку ќе се трудам јас да го постигнам тоа, сепак многу зависи од самите клиенти. Така, не значи дека ако одиме на третмани и потоа може да седнеме во некој ресторан и да јадеме се што ќе посакаме. Посебно брзата храна многу допринесува до тоа. Апсолутно. Споменавме дека доаѓаат и мажи и жени. Да завршиме само околу епилацијата. Веќе правите такви третмани и кај мажи, така? Да. Имаме многу мажи што доаѓаат. Како што ви напоменав, сепак мажите малце внимаваат и некако се стегнати во тој поглед, меѓутоа имаме многу мажи што доаѓаат за епилација.
Повеќе клиентите што ми доаѓаат за лазерска епилација се клиенти што живеат во странство или се туристи тука. Тие се поопуштени. Поопуштени се, да. Или што живеат во странство Имаат македонци. некој друг ментален склоп. Да. Меѓутоа, Но тука им се и цените, мора да кажам, многу подостапни за разлика од кај нив. Да, многу Тоа е разлика во разлика цени една има. голема. Да, голема разлика во цени има. Меѓутоа, вие имате и некогаш пакети, некои попусти, така да може да се го дозволи секој граѓанин. Па да, имаме повеќе пати имаме пуштено како промотивни пакети, сега нормално што не следаат на Инстаграм профилот или вака што не знаат, имавме за Black Friday новогодишни попусти. Да. Сега во април имавме роденденски попусти, големи попусти што се уште трајат. Цел месец трајат попустиве, така да може да си дозволи секој да си овозможи некои од третманите. Екстра соработуваме со некои компании како Diners што може на рати да се платат, имаат овозможно повеќе начини за доколку сакат некои од пакети во третманите. Така, значи одлично. Предпоставувам дека ќе ве побараат, бидејќи многу, мислам дека како македонци внимаваме и сакаме да бидеме убави и на тој начин си ја зајакнуваме самодовербата. Да. Ајде сега малку за оформувањето на телото и третманите за слабиње, бидејќи сме во период кога треба малку да се разголиме и треба малку да се покажеме на плажа. Да, сега е најактуелно лазерска епилација, која што напоменавме пред летово, пред да излеземе на плажа. И воедно со тоа и оформување на телото, посебно кај жените, топење на целулит. Кои третмани ги нудите вие, со каква апаратура за разлика од другите салони? Во нашиот салон имаме ултразвучна кавитација. Тоа е топење на масните наслаги кој продира длабински во подкожното ткиво, ги разградува масните наслаги и се сврлаат, како што напоменав, преку мокрењето. Тоа е безболен третман, сосема не се осеќа ништо, освен се пренесува еден благ звук на ушното тапанче, тоа малце да знае да биде како кажано малце непријатно, меѓутоа сосема безболно и со супер резултати. После тоа имаме Tesla Body Former, тоа е апарат со електростимулација, работи со слично на физикална терапија која има пробано, предпоставам дека знае чувството како благо пецка, и меѓутоа самото тело се прилагодува на таа струја и е сосема безболно со супер резултати. Самиот третман заменува време трајање пола час, заменува 6 сати теретана кога збориме за калоричен баланс на организмот. Тоа е супер резултат, многу е погоден за подобрување на машкото здравје, подобрување на сфинктер мускулот исто и за жените, многу здравствено има предности. Екстра подобрува самата циркулација, крвниот притисок го нормализира, се тоа е супер. Која метода? Tesla Body Formerот. Со самата електростимулација, меѓутоа и другите третмани што се кавитација и велошепот подобруваат во циркулацијата со самото топење на масните наслаги, ги ослободуваат крвните садови и подобруваме циркулацијата. Сигурно, кога ќе се ослабе и кога ќе се оформи телото, се подобрува и крвната слика, предпоставувам, се во дебелината. Да. И го имаме и VelaShape, тоа е третман повеќе опфатен. Самиот VelaShape третман највеќе се користи за топење на целулитот. Воедно содржи лимфна дренажа, апаратот работи со вакуум, 40 степени топлина за агревање на телото, има ролер и инфрацрвено светло. Еве моментално што го покажуваме на екраниве. Тоа се прави повеќе пати неделно. После самиот третман се осеќа многу поголема потреба за мокрење, се сврлат вишокот на течности, на токсините. Третманот самиот е многу пријатен, многу го бараат клиентиве, сосема е безболен, ефикасен, се работи со масло. Екстра имаме не само за слабење на телото, туку имаме и лимфна дренажа и затегнување на лицето, со помали рачки се работи на вратот и кој има спуштени образи пределот на кавилицава, до затегнување и топење на подбрадокот. Екстра со тоа дојдеме затегнување и сите оние фини линии што ги се појавуваат на вратот после 40-50 година да може да се одржуваат, да не се прошируваат. Колку третмани се потребни за први резултати? Дали по првиот третман? После четвртиот третман се гледа резултат. После првиот се осеќа веќе разлика
како што веднаш поменав, потреба за мокрење, одење во тоалет, меѓутоа резултатите се гледат после 4-тиот третман. А потребни се 7 до 8? Не, за зависност, како што ви кажав, од потребата, доколку имаме позастарен целулит, не третиран, потребни се повеќе третмани, меѓутоа за почетнички обично им препорачувам околу 10 третмани да земаат. Меѓутоа, како што ги спомнав третманите, им препорачувам да земат кавитација со Тесла или велошейп со Тесла, за доколку сакаат убрзана варијанта, убрзан процес на самото исфрлање на масени наслаги и постигање на резултатот. Така, веќе 1 година славите. Да. Прв роден ден, април месец минатата година беше отворен Ада Бјути салонот и претпоставувам дека сте задоволни од Па да, сега клиентите. нормално секој почеток е тежок, си треба време за се, меѓутоа мене многу ме исполнува, ме битен момент што клиентите што доаѓаат ги задржувам и доаѓаат пак повторно задоволни се. Тоа ме исполнува, ми укажува на тоа дека работиме како што треба и дека стекнуваме доверба кај луѓето. И сега веќе за 1 година постоење од салонот имаме клиенти што се континуирано кај нас и веќе стануваме онака како некој си дел, некој тим изграден пријателски круг со тие клиенти. И баш им кажувам, доколку гледате некоја грешка од мене, сега нормално е, луѓе сме да сгрешиме сите, го кажувате ми, веќе сме блиски. Меѓутоа, тоа е битно и многу ме исполнува кога се враќаат пак клиентиве задоволни, се дават препорака на други и имаме луѓе што нови доаѓаат, што Така. се шири кругот. Ние го представивме слабењето и епилацијата, но има и отстранување на тетоважи и Да. некои други козметички Имаме третмани. отстранување на тетоважи, имаме третмани за лице, повеќе третмани за лице имаме масажи исто, повеќе видови. Исто така имаме класично депилација, педикир, маникир, опфатени сме буквално од се, меѓутоа најмногу што се бараат се ласерските третмани, затоа имаме највеќе клиенти за посебно како што напоменав сега овој период пред летото, ласерска епилација и третманите за слабење. Ке го посетиме салонот, со да се задоволство. подготвиме и ние за Очекувам. летото. Да, Дени со задоволство на вистина. Дали лузни се отстрануваат? Со Лузни? некако вид на ласер или? Не имаме се отстрануваат, меѓутоа во мојот салон не имаме ласер за отстранување, меѓутоа имаме други третмани што помагаат Може за да отстранување на помогнат. лузни. Потребни Така. се повеќе третмани. Така. Одлично, супер информации. Посакувам, како што и Оливера ве честитеше, 1 година од вашата работа. Посакувам уште многу долги години, успешна Благодарам работа и затоа што заслужуваш, нели? Благодарам многу. Од Штип, така кажавме дека Од Не, Паланка. јас сум од Крива Паланка, Открива живеам Паланка. тука во Скопје, да, тука така. работам. Одлично. Крива Паланка е прекрасно градче. Да. Мирно градче, Мирно малечко, градче. Кога си сакаш да се одмориш од овие гужви во Скопје, си имаш каде да си заминеш, Да, така? тоа за релаксација и мир на мозокот. Во Штип има учено, инаку А, во студирано. Штип имам студирано, да, таму сум Добро, завршил одлично, да. А се гледаме и повторно, зашто да не на Да. овие теми, затоа што во ова време во кое што живееме, сите сакаат да знаат нешто плюс, што е она што технологијата го нуди за обликување на тело и за долготрајна епилација, затоа што секој сака да се изгледа убаво. На Да, крајот на краиштата. нормално.